أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Благодарноста му припаѓа на Аллах на почеток и на крај, едниот единствениот кој нема здруженик, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Оној кој ги создаде смртта и животот за да ги испита и ги искуша луѓето, кој од нив подобро ќе постапува, кој од нив подобро ќе се однесува и кој подобро на Создателот ќе му робува. Салавати и селами носиме до нашиот пратеник Мухаммед ибн Абдилlah саллаллаху алейхи ва селем, до неговото честно семејство и неговите асхаби, како и сите оние кои го следат неговиот суднен, неговото упатство до судниот ден. Почитувани браќа, Аллах џелле ша'ну во Кур'ан вели во сура Нахл 18 ајет: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Во овој величествен ајет Аллах вели: ако га вие би ги броиле Аллаховите благодети, ла тухсуха, нема да можете да ги изброите. Кога вие би застанале да броите што се Аллах создал и какви се Аллах благодети ви дал вас и на сите созданија, нема да можете тоа да го изброите. Инна Аллахе ле гафурун рахим, но Аллах е оној кој простува и е милостив. Како да сака Аллах со овој ајет да ни каже дека, о Аллахови робови, вие не можете ниту да се сетите на сите мои благодети кон вас, кои јас сум ви ги дал, а камоли да бидете благодарни на нив. Но јас сум милостив и ви простувам. Па тоа Аллахова благодет кон нас, што Господарот не оттеретува повеќе од колку што ние можеме. Бидејќи човекот, колку и да се труди, а мора максимално да се труди, да ги спознае Аллаховите благодети кон него, да ги цени, да ги вреднува и да биде благодарен на нив, сепак колку и да се труди нема да успее во потполност да му биде благодарен на Аллах. Па затоа Аллах вели на крајот од ајетот: Инна Аллахе ле гафурун рахим. Тоа е едно олеснување за нас, за Аллаховите робови, што Аллах е милостив и ќе ни ги прости нашите гревови и нашата недоволна благодарност кон него. Благодарноста на Аллаховите благодети е особина на Аллаховите пратеници и веровесници, на најдобрите луѓе на оваа земја. Зборувајќи за Нух алейхи селам, Аллах џелле ва ала во сура Исра 3 ајет вели: Иннеху кане абден шекура. Нух алейхи селам, тој беше абден шекура. Го опишува Аллах со две особини. Прво, абд, Аллахов роб, а нема поголема почест, поголема вредност од тоа човекот да биде Аллахов роб. Каков роб? Шекура, благодарен. Благодарен Аллахов роб. За пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, познато е дека понекогаш во ноќите толку долго клањал намаз, што нозете му потекувале. Не можеле неговите нозе да издржат од многу клањање. Па некои асхаби, меѓу останатоите и неговата сопруга Аиша, му вели: о Аллахов пратенику, зошто ти толку клањаш се мачиш, а тебе ти е опростено и тоа што си го сторил и тоа што евентуално во иднина би го направил. Изминатите гревови и идните гревови ти се опростени, зошто толку се мачиш? Па пратеникот саллаллаху алейхи ва селем и вели: а зарем да не бидам Аллахов благодарен роб? Зарем да не бидам благодарен на Аллах? И погледнете како пратеникот алейхи селам исправно сватил верата, исправно сватил благодарноста. Бидејќи иако основниот начин на благодарност кон Аллах е да кажеш елхамдулилlah, да признаеш Аллаховата благодет и да посведочиш со јазик, исто така еден од најважните начини на благодарност кон Аллах е со дела. Затоа исламските учењаци велат: намазот кој човекот го клања
е вид на благодарност кон Аллах. И постот кој го пости е благодарност. И секое добро дело кое што го правиш искрено заради Аллах е благодарност кон Аллах. А најдобар вид на благодарност е искрено од срце и со познавање на значењето човек да каже елхамдулилlah. Елхамдулилlah ала кулли хал. Фала му на Аллах на секоја состојба. Омер радијаллаху ан се пренесува дека рекол: чувајте ги благодетите со благодарност. И чувајте го знаењето со запишување. Чувајте ги благодетите со благодарност, затоа што Омер ибн Хаттаб сватил дека кога Аллах ќе ти даде некоја благодет, ти си должен да ја цениш, да бидеш благодарен на неа, да ја чуваш и да ја користиш онака како што Аллах бара и како што Аллах е задоволен. Бидејќи правилото гласи, кога Аллах ќе ни даде некоја благодет и ние не ја чуваме, може да ни ја одземе. Кога Аллах ќе ни даде некоја благодет, Аллах сака да ја користиме онака како што тој е задоволен. И видот, и слухот, и разумот, и рацете, и нозете, и здравието, сето ова се и многу други Аллахови благодети кон нас. И на нас е да ги користиме сите овие благодети во она што не приближува кон нашиот Господар. Благодетите Аллах ни ги дава на овој свет за да ги користиме, за да се приближиме кон Него и да заработиме дженнет. Меѓутоа, секој човек треба да се пази, да се чува од нешто што се нарекува злоупотреба на Аллаховите благодети. Значи, благодетите треба да ги користиме и да ги употребиме, а не да ги злоупотребиме. Што значи тоа да ги злоупотребиш Аллаховите благодети? Тоа е кога она што Аллах ти го дал како дар, како поклон, а сето она што ние го имаме, е Аллахов поклон кон нас, го користиш во нешто што Аллах не го сака и со кое не е задоволен. Аллах ти дашол вид, а ти гледаш харам. Ти дашол слух, го користиш во слушање харам. Аллах джеле ва ала вели во еден курански ајет: Ја ејухеллезина амену, ин тансуруллахе јансуркум ва јутеббит еқадамехум. Ова исто така е еден од начините како можеме да бидеме благодарни кон Аллах. Вели Аллах во сура Мухаммед: О вие кои верувате, о верници, ако вие Аллах го помогнете, и Аллах вас ќе ве помогне и вашите чекори ќе ги засврсти. Аллах нема потреба од наша помош, меѓутоа зборовите ин тансуруллахе, ако го помогнете Аллах, значи ако Аллаховата вера помогнете. Зошто? За ваше добро. Ако Аллаховата вера помогнете, Аллах вас ќе ве помогне и на дуњалук и на ахирет. И вашите чекори ќе ги засврсти. Затоа човекот, муслиманот, верникот, секогаш треба да гледа, да се труди на секој можен начин да помогне Аллаховата вера. Секој со она што го има, а секој може. Некој може да помогне Аллаховата вера финансиски, некој може со знаење, некој може физички да помогне. И секој треба да се труди да има удел во помошта на Аллаховата вера. А правилото гласи, секој едно дело со кое се воздигнува Аллаховата вера е помагање на Аллаховата вера. Кога човекот прави нешто со кое ја воздигнува Аллаховата вера, тој со тоа исто така ја помага. Постоењето на сите овие созданија, кои ние ги гледаме или не ги гледаме, постоењето на небесата, на земјата, она што е на нив и она што е помеѓу нив, сето тоа е Аллахово давање, сето тоа е Аллахово создание и Аллахова благодет. Исто така, нашиот живот и сето тоа што ние го имаме, сме го стекнале, тоа повторно е Аллахова благодет кон нас. Меѓутоа, животот на овој свет не е најголемата наша благодет. Најголемата благодет која што Аллах ни ја дал е верата, упатството, исламот. Бидејќи животот сам по себе, без вера, не е ништо друго до пропаст. И затоа неверниците на судниот ден, кога ќе видат како верниците, муслиманите се радуваат, како среќно влегуваат во дженнет, ќе посакат и тие да биле верници, тие да биле муслимани. Рубема јавадду левине кеферу леу кану муслимин. Неверниците, вели Аллах, ќе зажалат, ќе им е многу криво, ќе сакаат на судниот ден и тие да биле муслимани, камо име да бевме муслимани, кога ќе видат што ги чека нив, а што ги чека на верниците. Меѓутоа тоа не е можно. Затоа потоа неверниците ќе посакаат Аллах да ги уништи, да ги претвори во прашина.
И ќе барат од Аллах, ќе барат од мелеките, замолете го на Аллах, нека не уништи, нека не постоиме. И тоа е доказ дека животот сам по себе не вреди. И на овие неверници животот нема да им користи. Тие ќе бараат камо да немаме живот. Затоа што непостоењето е подобро отколку постоењето без вера, без дин, без упатство. Затоа велиме, најголема Аллахова благодет код нас, мора тоа да го знаеме, е верата, динот. Исламот како вера, како религија, има многу предности и одлики во однос на сите други верувања. Луѓето на овој свет веруваат на различни начини. Меѓутоа, единствено Исламот има една работа која што ја нема ниту една друга вера, а тоа Аллах ни го кажува во Куранот. Вели Аллах: "Инна д-дина инда Аллахи л-Ислам", во сура Али Имран 19 ајет. "Инна д-дина инда Аллахи л-Ислам", единствена вера кај Аллах е Исламот. Ова е кратка, јасна Аллахова порака кон сите луѓе на овој свет, дека нема друга вера која што може кај Аллах да помине, нема друга вера која што може кај Аллах да се прифати освен Исламот. И исто така вели возвишениот во истата сура, во сура Али Имран 85 ајет: "Ва меј јебтеги гайра л-ислами дина, феле јукбеле мин, ва хуа фил ахирати минел хасирин." Вели оној кој сака некоја друга вера, сака да верува поинако, а не како што Аллах бара и како што братеникот не научил, тој вели ќе дојде на судниот ден и нема да му биде прифатена таа вера. И тој ќе биде меѓу хасирин, меѓу губитниците. Затоа, тоа што ние сме припадници на оваа вера, тоа што ние сме муслимани, мора да го сметаме како за најголема Аллахова благодет. И за жал некои муслимани се срамат некогаш да кажат дека се муслимани, дека припаѓаат на оваа вера. А муслиманот треба напротив, да се дичи и да се горде, со полна уста, со крената глава да кажеш јас сум муслиман, да, припадник сум на Аллаховата вера. Затоа што тоа што го има во овој дин, во оваа вера, го нема во ниту една друга. Ова совршенство кое што го има Исламот, оваа чистотија што има Исламот и оваа сочуваност што има Исламот, го нема на ниту едно друго место, ниту еден друг систем и ниту една друга вера и религија. Истиот овој Куран кој што ние сега го цитираме, го читаме, истиот Куран како што е напишан пред 1400 години ден денес, не фали ниту една буква, ниту еден харф. Ниту една друга религија не може да се пофали за такво нешто. Секоја религија има своја книга, меѓутоа тоа што некогаш било пишано и тоа што денес го читате сосема различно и изменето. Единствено муслиманите можат да кажат ние имаме книга спуштена од Аллах и како што е напишана некогаш, така и ден денеска истата книга ние ја читаме, од буква до буква. Совршенството кое што го има Исламот, во намазот, во постот, во зекатот, тоа го нема никаде. Погледнете само како постот нас не учи да бидеме солидарни. Една од мудростите зошто Аллах го пропишал постот. Аллах ниту една работа не ја пропишува, не ја создава без смисла. Секоја работа има некоја поента. Помеѓу останатото Аллах го пропишал постот за да муслиманите сочувствуваат со оние кои што немаат. Затоа што постачот во текот на денот некогаш е многу гладен и жеден. Па треба да му падне на ум и тоа, дека има луѓе на оваа земја кои што немаат, кои што се гладни и жедни. И така Аллах преку постот не учи да сочувствуваме со сиромашните луѓе. Но не е тоа се, туку потоа со зекатот Аллах не учи и да ги помогнеме на тие луѓе. Да сочувствуваме, а потоа со зекатот да ги помогнеме на тие луѓе. И разни се користите, фадилетите, вредностите на секој едно дело. И намазот, и постот, и хаджот, зекатот, сите овие дела има своји мудрости. Зошто Аллах ги пропишал? Едно од главните прашања, почитувани браќа, за кој што секој човек треба постојано да размислува, е смислата на животот. Ова е прашање кое што ги мачело од секогаш на луѓето. Историски секогаш човекот сакал да дознае зошто јас сум на овој свет, зошто постојам, која е смислата на овој живот и на ова постоење. И разни филозофи, мислители, големи светски умови се обидувале да дадат одговор на ова прашање од своја глава, но никогаш не успеале. Затоа што одговорот на ова прашање, која е смислата и мудроста во живењето, не можеме да најдеме ниту во науката, ниту во филозофијата, ниту во физиката,
ова го има, одговорот на ова прашање можеме да го најдеме и го има само во книгата на оној кој го создал тој живот. Оној кој го создаде животот, единствено тој знае зошто го создаде животот. Во ајетот кој што на почеток јас го цитирав, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, Allah вели, тој е оној кој што создаде смртта и животот, за да ве испита кој од вас подобро ќе постапува. Ахсену амела. И не вели тука Allah кој од вас повеќе ќе прави, туку кој од вас подобро ќе прави. Тука има една фајда, еден ибрет, дека човекот секогаш треба да се труди неговите дела да бидат исправни и добри. Што значи тоа? Тоа значи две работи. Прво, делото да биде искрено само заради Allah. Бидејќи човек може да направи многу дела, но да не бидат искрени. И ништо тоа нема да вреди. Затоа, секогаш при правењето на доброто дело мора да внимаваме да бидеме искрени и чисти во ниетот, тоа да го правиме само заради Allah. И второ, нашето дело да биде исправно, онака како што верата пропишува. Во сура Али Имран 191 ајет, Allah ги спомнува зборовите на оние кои што со разум се дарени, оние кои што велат Раббена ма халакате хаза батила. Господару наш, ти ова не го создаде залудно. Сите овие созданија кои што ги гледаме, Allah не ги создаде залудно. Бидејќи правило е кога зборуваме за Allah, Allah ништо не прави залудно. Секој една Аллахово дело и постапка има своја смисла, има една поента. Ќе завршиме со Аллаховите зборови од сура Ез-Заријат 56 ајет, во кој што Allah вели: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. А не ги создадов ни джинните, ни луѓето, вели Allah, освен за да ме обожуваат. Илла ли јабудун, освен за да ми прават ибадет, да ме обожаваат, да ме сакаат со потполна љубов, да бидат понизни кон мене и да ми бидат благодарни на благодетите. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور